Една реплика од вестерн филмовите вели: бармените никогаш не ги убиваат. Не само што не ги убиле никогаш, туку тие успееле до денес оваа професија да ја доведат до совршенство. Избалансираното мешање на повеќе алкохолни пијалоци со овошје, сиропи и што ли уште не, ја прави оваа професија повеќе од креативна и неограничена. Денес тие милуваат да ја наречат миксологија. Еден од поактивните промотори на барската култура и миксологијата кај нас е Дарко Ангелески, бармен и претседател на Сдруженијето на бармени на Македонија. Дарко го најдовме на неговото работно место, позади шанкот или како што вели тој на барот. Место каде што се чувствува како дома, пречекувајќи многу гости кои со неговите коктели се опуштаат, прославуваат или на момент побегнуваат од нивното секојдневие. Точно 10 години Даре го прави ова. Најважната работа е да си среќен и да ги правиш твоите гости среќни. Едноставно да им ја пренесеш енергијата, да им ја пренесеш таа позитивна енергија. Тоа е нешто што можете да научите многу работи, може да знаете на памет многу коктели, али ако сте човек кој доаѓа на работа, изгледа секогаш уморно, тажно или нервозно, никогаш нема да оставите добар впечаток кај гостите. Има еден интересен изрека, вика барменот секогаш треба да биде во добра кондиција. Секогаш, независно какви јас лични проблеми имам и слично, секогаш треба да бидам во добра кондиција. Јас верувам во тоа да ако сум јас среќен, чисто на моите гости им го пренесувам тоа. А они го враќаат, ја враќаат назад таа енергија. И таа енергија е многу убава помеѓу гостинот и барменот. А се започнало со неговата мајка. Уште како мал, Дарко го привлекувале книгите за готвење, гастрономија. Мојата мајка, иако е аматер готвач, до ден денеска постојано купува книги за готвење, списанија и во тоа време купила книга за коктели која стоеше кај нас дома. Јас имам завршено гостителско училиште, али во тоа време немаше нешто многу да се научи за коктели, за бар. Така да секогаш таа книгичка ми беше многу интересна. Имаше многу интересни работи во неа. И пред точно 10 години, започна мојата кариера со тоа што случајно излегување во град со моето друштво, видов на масата флаер училиште за бармен и така натака, се запиша во тоа училиште. Во тоа време тоа училиште беше една македонско-шведска корпорација, фирма. И таму бев ученик кој заврши во втората генерација. Имавме задолжителна пракса, бев еден месец на пракса и потоа им кажав дали може да дојдам да работаме бесплатно чисто за мене. И работев некои 4 месеци, каде што и еден мој другар кој демек си завршил школа, па ќе дојдеме да пиеме коктели. И дојде кај колку убав барот, колку ми се свија, дали може да го прашаш собственикот дали може да направиме забава. Ја го прашам нешко, може ли вака сака да направи. Ајде, нешто ќе пробаме. Од тој момент кога се направи таа забава, кога доста луѓе дознаа за тоа место, стварно стана многу популарно. Потоа ме назначија за хед бартендер во барот, помина 2 години, ме назначија за инструктор во школото и така започна мојата работа позади барот.
Во светски рамки интересна е приказната како настанале коктелите. Иако мешањето на алкохоли било познато многу наназад во историјата, сепак прохибицијата во Америка е златното доба на коктелите. Работењето позади бар е многу стара професија, значи потекнува не дека од времето на Египет, Рим, кога луѓето, нели, знаете, благородничката класа се забавува, од тогаш водат некои основни чекори во оваа професија. Иначе, она што реално остава белег до ден денеска е златното доба. Они го нарекуваат златна доба или златна ера. Тоа е времето на прохибиција во Америка, 1923 до 1925 година, кога во Америка се носи закон за забрана за производство и конзумирање на алкохол. Тоа е многу интересен период. Тоа е оној момент каде што бармените, иако во тоа време биле голем дел од нив биле собственици на баровите, работеле, бидејќи била забрана за алкохол, не смело да се пие алкохол, они почнале алкохолот да го мешаат со сокови, за да кога ќе дојде инспекција да примети дека уствари се пијат само безалкохолни пијалоци и коктелите кои се, да кажеме, во тоа време направени се популарни до ден денеска. Во тоа време, бидејќи бармените стварно немале многу голем избор на пијалок. Некако денеска, значи денеска имаме многу голема палета на алкохолни, безалкохолни пијалоци и секојдневно таа се зголемува и се зголемува. Работеле, бидејќи биле собственици на баровите, работеле на многу повисок стил, бидејќи верувате ми многу е тешко да земете џин, вермут и битер а да не користите ликери, сиропи, некои си сладки состојки и така натака, да направите перфектно добар коктел во смисла на баланс, што многу е важен балансот во подготвувањето на коктели. И тие коктели до ден денеска се на класика која е неизбежна. Буквално не постои коктел бар или ресторан, клуб во светот кај што не се послужуваат. Техниката на приготвување коктели е многу важна и му дава посебен акцент на коктелот. Декорацијата исто така. Моментално во светов се копира, буквално се копира една техника највеќе. Тоа е јапонската техника. Бидејќи јапонците, поготово во Токио има еден дел кој е многу луксузен, се вика Гинза. Во Гинза има многу барови, ресторани, многу малечки и така натака, каде што и Токио е град каде што се пие само класични коктели. И тие класични коктели бараат многу голема прецизност, стари техники, као например стир, така натака. И таа техника многу се копира веќе во Америка и во Европа. И така да многу е важна, бидејќи секој коктел треба еден исти коктел со иста рецептура, чаша, декорација, секогаш треба да биде ист, нели? Вие може да пиете денеска, сакате да се напиете, нели пиете, не знам, претпоставам Манхетан, кога би дошле после 10 дена, веќе имате представа тоа како излего барат истото, така да мора секогаш да биде исто. А за да биде секогаш исто, нели, вкусот, изгледот на коктелот, состојките, техниката, и затоа е важна техниката на подготвување на коктели. Современите текови на живење и свесната потреба за здрав живот влијаеле и во приготвувањето на коктелите. Денес бармените користат друг термин за приготвување на вакви коктели. Што е миксологија, нели? Што подразбира, значи секогаш да користите свежи состојки, се мисли на свежо овошје, свеж зеленчук, доста зачини, сиропи и добар алкохол. Претходно, не дека 80-ти години, 90-ти, се правеа коктели најчесто во long drinks, големи, каде што беа во различни бои, така натака и така натака. Тој тренд полека изумира. Сега е трендот на свежи коктели, значи коктели кај што треба да се користи свежо овошје. Миксологот не е само човек кој стои позади бар, него миксологот веќе учи дестилација, суровини за производство, дестилација, значи целиот процес до оној момент на служење, значи на самиот коктел, на самиот пијалок. Така да терминот миксологија отвори многу интересни врати.
и направи да барменот влезе и во кујна и користи техники на подготвување како и самите готвачи, самите шефови. Приготвувањето авторски коктели или коктели со потпис, како што велат бармените, е еден од најкреативните моменти во барменството. Овошје, домашни сладка, сокови, сирупи и што ли уште не се комбинира за совршен спој со алкохолот. Како јас дојдов до еден коктел, мој авторски, работев на еден приватен евент, каде што подготвував еден коктел цела вечер. И ми заврши една од состојките, не можев да продолжам да го справам и као викам, извинете, не можам ова да го правам, остана, не знам, ова и ова. Вика, не, вика, мора да се снајдеш. Викам во ред, бидејќи имаше беше забава каде што имаше и храна и така, имаше и готвача, јас кога справив, кога се подготвував, видов во кујната имаше многу свеж босилок. Викам, ајде да пробам нешто, свеж босилок, имаше свежа лубеница, шеќерен сируп, убаво испасиран, свеж сок, лимун, џин, го измешав коктелот во шеќер, онака го пробав и викам, многу интересен вкус. Го послушав и го дав на господињето. Викам, е фантастично. Како се вика коктелот? Викам, се извинувам, ви како се викате? Вика, Кили. Викам, па Кили спешал. Да, и така Кили спешал стана еден од моите авторски коктели. Минатата година Методи Перунковски, бармен од Македонија, беше трет во светот на светското првенство за бармени во Варшава. Благодарение на Дарко и уште неколку посветени бармени кај нас, барската култура е на се повисоко ниво и се повеќе млади луѓе се усувршуваат во неа. Ја представуваме нашата држава на светски првенства низ цел свет буквално, низ различни држави. И кога разговараме со сите тие луѓе, бидејќи сите тие луѓе се најдобрите бармени со своите држави, нели ги представуваат своите држави и така, таму доаѓаат многу познати личности од барскиот бизнис. Во сите тие разговори кои ние ги правиме, јас учам од нив и они учат од мене. Бидејќи ви кажав, секој ден е нешто различно. Самите надпревари мотивираа многу млади луѓе да почнат да се занимаваат со оваа професија, или со оваа работа. Дел од нив се уште работат, дел од нив работат, али не во Македонија. Значи, надпреварите секоја година организираме државно првенство на класично подготвување на коктели, каде што секој бармен има листа на пијалоци и подготвува свој коктел. Се одлучува која категорија ја сака и има правила, правилата се од Светска федерација, значи истите правила, подготвуваат рецептура, ја прејавуваат, нели? Ние ја проверуваме ако е препознатлива, ако е најдена од некој интернет сајт, нели, му ја враќаме, му даваме простор да ја коригира и така натака, дури ако треба помош некогаш, нели, нормално дека ќе им помогнеме, сепак, нели, и ние сме биле некогаш како нив, нели, така да нема тука ништо нејасно. Ја подготвува, значи еден коктел подготвува во 5 чаши, каде што му се оценува во првиот круг изглед на коктелот, вкус, мирис, декорација и техника. Значи му оценуваат техниката. Во финале се работат 7 коктели, али се оценува само вкусот. Значи техниката не е важна. Потоа уште една дисциплина, тоа е флер бартендинг, каде што бармените со барскиот прибор, чаши, стрейнери, нели, флаши, шејкери, жонглираат, значи има работат настап од 5 минути, синхронизиран со музика. И во неколку години наназад веќе почнавме да организираме и лига на бармени, каде што направуваат во неколку категории. Едната е миксологија, другата е спидран, каде што прават коктели, 10 коктели кои ги подготви најбрзо, точно со рецептура, техника и така натака. Флер, тука е со посебен настап. И на последниот направ има нова дисциплина, значи кафе, бариста или еспресо и капучино арт. Тоа е еден нов сегмент, али сепак бидејќи работиме позади бар, мора да знаеме да подготвиме и добро кафе. Значи во Macedonian Breakfast, авторски коктел со на мајка ми сладкото од Дуни, малце шеќерен сируп, сок од лимун свеж, џин, еден од најдобрите светски џинови, многу стар ликер од Португал, оринч курасао.
бренди, зачинете со портокал. Маца ќе морам да го промешам. Да, така, да, после убаво ќе го и шејкаме она. Убав мрак. Суф. Што би казал господинот Филип, да, дека барменот е како левет, дека горе е грациозен, нели? А за да не пропадне нели лебедото вода, дека мора да мрда со прст, нели движиш во бар. Гостите сакаат енергични движења. Нели никој не сака бавно. Целата енергија ја црпам од една работа. Тоа се вика карате. Ја веќе многу големи брат. Кога ќе им кажам на некои луѓе, кога збориме, кажам као, знаеш, како бе, знаеш, карате, работа у бар. Да, различно е, ама мене ми дава многу енергија. Доста се користат етеричните масла од кората на портокал, лимон, лајм. Само ова е сосема доволно. Macedonian Breakfast е авторскиот коктел на Дарко со кој наздравуваме и се поздравуваме од вас во оваа луѓе и места. Се гледаме за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.